научам што да правам. Па ако не научи пациентот, ако не знае како ќе положи таму на факултетот, мора да учи. Тој треба се да заборави и друштво, и чаршиња, и фейсбуци, и интернет, и се. Треба да седне да учи. А до сега што правил? Требал да учи. Значи, луѓе сакат со лесно живот да поминат, не паѓа ништо од Господ. Со мата видно не може со протекција. Тате ќе му се јави на пријателот на директорот или Вујко ќе се јави на професорката и така ќе поминам. Треба учење. Не може ви и така да поминете на факултет. Ништо, пример, да не учите. Ама утре, например, ќе земете диплома за инженер, да кажеме, например, електроинженер, и ќе ве стават на некое работно место, а вие си немате поима од електроинженерство, а имате диплома, сте ја земале со пријателство или финансиски сте ја купиле, и кога ќе ве стават на одредено место, и што ќе настане? Хаварија, хаос. Вие сте, например, имате диплома од струсно звање таму за работа, например, и кога ќе отидете некои апарати да управувате електронски, тоа курсток ќе се запали централа, ќе изгори. И така се случи во Чернобил, таму стајале човек што не бил школован, имал таква диплома, и тој стиснал едно дугме и експлодира атомската централа и така натаму. И со огромни последици. Затоа човек треба да си учи. Треба да седне. Ако се определил да учи, пример, тој факултет, треба да седне, да научи, да си положи, да не си го губи времето. Некои луѓе се залажуваат, оваа година, малку со друштво да прошетам, онаа година ќе давам испит, и не го заврши факултет. Или се нафаќаш или не се нафаќаш, треба, па животот не е лесно, ни школа не е лесно, ни ништо. Треба работа. И што мислите, од Господ пада, од небо? Треба да работи човек во живот, да се мачи, не е така лесен животот, за да јаде да пие. Ако не научил пациентот, нема колоквиум, нема полагање, ќе падне, па потоа друг пат ќе се научи, па ќе си положи. Со девојка ми, Марија,